почитувани медиуми, би сакал да ја искористам оваа прилика и најпрвен да искажам во име на нашата пратеничка група и сите пратеници длабоко жалење за она што се случи во Тетовската болница пред неколку дена, а по повод тој настан, како кулминација на многу погрешни одлуки предходно, пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ја предводиме, врз основа на член 68 став 1, алинеја 16 од Уставот на Македонија, како и врз основа на членот 184 од Деловникот за работа на Собранието, предлагаме одлука за разрешување на министерот за здравство Венко Филипче. Бидејќи сметаме дека е тоа најмалку што може да го направи Собранието, да ја констатира оставката на министерот Филипче, кој што сноси објективна одговорност за ваквата катастрофа, а за субјективната негова одговорност или на други чинители ќе се одлучува во истражна постапка јавното обвинителство. Предлагам оваа точка да биде прва на дневниот ред и очекувам поддршка од сите пратеници. Затоа што оставката како морален чин не треба да биде предмет на ничија истрага. Тоа е оставка на човек кој што има или нема грижа на совест, а премиерот не е ајатолахот во Иран, па да одлучува кој има совест или кој е морален или неморален во државата. Затоа сметам дека Собранието како представнички дом на граѓаните и председателот на Собранието треба да ја прифатат оваа точка на дневен ред, да ја констатираме оставката и да може овој важен ресор да продолжи понатаму со посоодветна личност на чело на Министерството за здравство. Почитуван председателе Џафери, очекувам од вас со прифаќање на оваа предлог одлука за разрешување на Венко Филипче, вие да дадете личен пример дека имате повеќе совест од премиерот Заев. Затоа што очигледно е дека нему Венко Филипче му е многу важен за големи тендери, но овде се работи за голема човечка катастрофа и за голем ризик во здравствениот систем. И затоа сметам дека не треба на оваа иницијатива да и се бараат процедурални недостатоци. Напротив, треба да се види суштината на оваа иницијатива, оставката да биде констатирана и Собранието да може да биде на страната на граѓаните. Благодарам.